Добар ден на сите. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола свикувам седница на Комисијата за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола за ден 3.7.2024 година денес со почеток во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измена и дополнување на програмата за активности во областа на спортот и младите на општина Битола за 2024 година. Точка број 2. Разгледување на барања поднесени од страна на спортски клубови и здруженија за финансиска поддршка. И точка број 3. Распишување на јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2024 година. Предлагам да започнеме со разгледување на барањата од страна на спортски клубови и здруженија за финансиска поддршка. Ако е во ред. Значи имаме како прво барање женски ракометен клуб Пелистер 2012 година. Тоа е ставката за женски спорт, така? Тие што се 2 милиони денари. И барање за 500.000 денари финансиска помош од општина Битола. Има доставено барање, има доставено образложение. Сакате да го читам, ако сакате да го дискутираме, ако сакате да го гласаме. Како мислите? Така. Како? Значи, од дополнителни активности, женски клубови и здруженија имаме 2 милиони денари. И овие 2 милиони денари? Не, 500.000 денари. 500 му даваме од 2 милиони зборам? Да. Тие што се за женски спорт. Да, за таа ставка. Само тоа прашувам. Да. 500.000. 500.000 денари. Да. Ако нема прашање, кој е за, ве молам да крени рака. 3 гласа за. Против, воздржани нема, затоа што сме. Второ барање само секунда. Одбојкарски клуб Пелистер воле од Битола. Жени до општина Битола за обезбедување на финансиски средства согласно програмата за спорт и млади. И те имаат испратено барање и за нив се работи од истата ставка со 500.000 денари, исто како што беше и лани, мислам. Ако нема прашања, да преминеме на гласање. Кој е за? Ве молам да крени рака. 3 гласа за. Благодарам. Ова беше предложено на совет од колегата Алмир. Доделување на финансиски средства како поддршка за организација на Битола Open европски турнир за јуниори и јуниорки под 14 години, значи тениски клуб АТП Пелистер. Беа предложени 300.000 денари. Барањето е тука. Поради зголемени трошоци за авионски карти за делегатот, судите, хотелски апартманско сместување на турнирското водство, зголемена цена на топки, мрежа, тениски линии, се обраќаме до вас општина Битола за финансиска помош и поддршка. Ако нема прашања, дали има? Има. Повелете, колега. Имавме едно барање, тогаш за 250.000 денари. Ова се тие пари или плюс дополнителни се? Не, тие се. Истото барање? Исто се. Да, тениски клуб, да. Само, нели колегата Алмир на седница предложи, тоа барање не го разгледуваме од 250.000 денари. Не, едно барање, ова 300.000. Имате и официјално барање. Корлевски да ти појаснам. Не го разгледуваме. Градоначалникот ги одби сите 3 барања наши, што ги изгласуваме, не ги подпиша. И неговото за Еврофарм Пелистер од 3 милиони, мислам дека не стигна на мејл. И моето, и уште едно, не знам кој, и двете мои, Пелистерски јунак и тениски клуб. Ова си е друго, тие си побарале по нивна иницијатива клубот, значи да не ги мешат работите, сега да испадни дека ова е на Алмир барањето. Јас сум реален, градоначалникот ги одби сите 3, дури и неговото, пред една недела што го објави на статус дека ќе му додели на Еврофарм 3,5 милиони или 3 милиони, колку беше точно не знам,
после тоа го отфрли, не го потпише. Кога ние го изгласавме тука едногласно, исто и моите две, и не знам дали имаше од Корлевски уште една, не знам која беше. Тоа е цела работа тука. Не би, Значи се работи за... Ај, Вики. Извинете. Значи, од ставката спортски манифестации, кај што се традиционални манифестации, 1.350.000. До сега имаме потрошено 340.000, остануваат 1.010.000. 300, така? Дополнителни прашања, колеги? Кој е за, ве молам да крени рака. 3 гласа за изгласана ова барање. Од имената му боксерски клуб Пелистерски јунак. И тоа беше на седница предложено, донесена одлука колку што знам, со 300.000 денари да се подпомогни боксерскиот клуб Пелистерски јунак. Вики, сакаш да образложиш на која ставка? Не знам, јас не имам искрено за ова барање. Значи, треба накнадно да ги контактирам. Иницијатива... Тоа беше иницијатива, да. или на наредната седница? Иницијатива. Претходната седница на Советот. Добро. Истата, да. Кој е за, ве молам да... Како? Кој е за, ве молам да крени рака? 3 гласа за. Благодарам. Имам уште некое барање. Имаме барање од Сдруженијето шаховски клуб Шах-Шех Битола, кој има своји екипи во втора лига на Македонија во машка конкуренција и женска екипа која ќе учествува во квалификациите за првата шаховска лига на Македонија во шах. Првенството ќе се одржат во хотел Дрим во Стуга 7.7. до 13.7. Барање за одобрување на 100.000 денари. Прашања? Истата ставка. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 гласа за. Благодарам. Уште 2 барања, колеги. Значи имаме барање од велосипедскиот клуб Extreme Bike. Врз основа на меморандумот, ќе ви прочитам дел од барањето, врз основа на меморандумот склучен помеѓу нашето здружение Extreme Bike Team Битола и општина Битола за спроведување на проектот во воспоставување и редување на планински патеки на локалитет Смолево, општина Битола, бараме од вас како општина да станете зад годишното модално одржување на бајк паркот Смолево, вклучувајќи ги сите велосипедски пешачки патеки. Да се подпомогнат со 200.000 денари. Вики? Ние обврскани согласно тој меморандум дека за одржување на патеката треба да се доделат 200.000 денари од истата ставка, значи спортски манифестации. Прашања, колеги? Кој е за, ве молам да крени рака? 3 гласа за, благодарам. И последно барање, кошаркарски клуб Младост, тоа предпоставувам за великденскиот турнир, што е традиционален и што се организира секоја година, така, Вики? Да, нели тоа барање стигна таман пред периодот кога ние не можевме да одлучуваме, нели пред избори, рековме дека ќе го разгледаме. веќе да, веќе се одржуваше турнирот. Да, се одржуваше тогаш турнирот, да, беше во периодот на избори и затоа нели одлучивте дека ќе го разгледуваме. Колку што знам беше интернационален, тој е традиционален, мислам дека 13 или 14 година се одржува и да се подпомогнат со 50.000 денари. Кошаркарски клуб Младост за организирање новој интернационален турнир за младинци и ветерани. Прашања? Кој е за, ве... ставка, да. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 гласа за. Благодариме. Тоа е се што се однесува до точка број 2. Сега можеме да преминиме на
Точка број 1. Значи, програма за измена и дополнување на програмата за активности во областа на спортот и младите на општина Битола за 2024 година. Вики Повели. Благодарам. Значи, ова е прва измена и дополнување на програмата за спорт и млади на општина Битола. Предлогот е значи да се зголеми ова програма за 32 милиони денари. И тоа, значи ќе наведам конкретно каде. Сите овие, односно ова зголемување во една ставка, тоа е ставката ЛО, трансфер до спортски клубови, од кои значи 26 милиони се за професионален спорт, фудбалски клуб Пелистер со 13 милиони и 500 илјади денари, кошаркарски клуб Пелистер со 9 милиони денари и ракометен клуб Еврофарм со 3 милиони и 500 илјади денари. Така да од планираната претходна ставка 41 милион за професионален спорт сега се зголемува за 67 милиони денари. Останатите ставки остануваат исти, имаме зголемување саќе спортски манифестации, тоа е ставката од која што сега доделувавме средства, значи од 1.350 на 2.350, значи да се зголеми за милион денари. Тука додаваме уште еден настан, тоа е 3x3 кошаркарски турнир FIBA баскет турнир, милион денари, тоа е предлог. Милион денари во дополнителни активности, тоа се други активности, каде што претходно беше 300.000 денари, се зголемуваме на 1.300.000. Тука се влегуваат сите оние барања кои што стигнуваат од клубови, а кои што не се офатени со овие претходните, значи не влегуваат во традиционални, во хуманитарни, не влегуваат во женски, значи имаме доста такви барања, затоа ова ставка ја зголемуваме на 1.300.000. И во спортски објекти, во спортско-планинарски скијачки клуб, нели, каде што претходно беа милион денари, се зголемува за 3 милиони и сега ќе биде 4 милиони денари. Тука, нели, знаете, тие средства се за планинарскиот дом Копанки. Така да, во професионален спорт имаме 26 милиони и овде имаме 6, тоа се 32 милиони денари. Другото се останува исто. Благодарам, Вики. Колеги, прашање? Повели колега Корлевски. Се извинувам на претходните комисии кои што ги држевме во текот на оваа година, значи јануар, февруари, март месец, значи доделувавме на повеќе пати во однос на професионалните клубови финансиски средства за кои што зборувавме, мислам ни беше објаснето ситуација, еве барањата ги имам пред мене од кошаркарскиот клуб, од фудбалскиот клуб, значи тоаш беше во еден дел да му платиме 8 милиони денари, исто така и на кошаркарскиот клуб, и рековме дека, мислам така ни рекоа, дека тие нема ти му стигнат до крајот на годината бидејќи ги искористат сите средства. Имат некој објаснување донесено, мислам, зошто ги трошат овие дополнителни средства што треба да му даеме. Точно, да. Фудбалскиот клуб кога доставуваше претходната, значи кога носевме програмата, нивните побарувања, знаете дека тогаш беа многу поголеми, беа негде над 40 милиони. Ако се сеќавате, имавме една целосна таблица, ние тогаш им доделивме само 14 милиони. Така да тие имат побарувања. Нели новонастанатата ситуација исто така ги зголемува нивните потреби за средства. Кошаркарскиот клуб исто така имат одредени позајмици, одредени, значи според она анализа која што направивме, видовме дека сепак уште им недостасуваат средства. А ако сакате нешто поконкретно и точно, можеме да ги викнеме клубовите па да објаснат. Една информација, дали ќе може, например, до седница, еве, со овој ребаланс, дали овие финансиски средства, зборам дополнителните 13,5 милиони, и за кошаркарскиот клуб, овие другите сме со договор, ракометниот нема што да бараме, дали ќе му стигнат на ФК и на КК Пелистер парите до крајот на годината? Да се обратиме до нив? Да се обратите, дали ќе му стигнат овие финансиски средства. И втората работа, уште едно ако може во записник, дали кошаркарскиот клуб согласно платформата што е платформата, договорот што го потпишавме, дали си ги завршуваат обврските, зборам, со ваучерот и тие работи како треба, не знам како да. Нека влезе во записник, Андреј. Барањата на колегата Корлевски. И можеш за другите? Збораме овие други активности, значи може само да ми кажете кои здруженија, едно, две, например, едно нека биде, било како би изгледало то 1 милион денари, бидејќи колку за јавноста, да не бидиме после на комисија или повик имаме еве сега на
дневен ред за здружение, кои се тие здруженија кои што не влегват во овие активности останати? Во други активности, значи во самиот опис во акцијскиот план стои, тоа се значи ги финансира програми и проекти, активности, манифестации кои што не се опфатени со претходните позиции во програмата, а активности кои што се актуелни, атрактивни, значајни и квалитетно придонесуваат нели во остварување на програмските цели од областа на спортот во општина Битола. Се мисли повторно значи за настани кои што ќе се организираат или проекти. Ние досега немаме такви, меѓутоа мислам дека во наредниот период ќе имаме такви барања доколку имаме да имаме средства од каде би можеле да ги сплатиме. Значи тоа се не овие како досега што беше тенискиот клуб Павловски на пример традиционално го прави тоа, така младост традиционално, меѓутоа имаме клубови кои што не ги прават тие настани, не ги одржуваат или проекти традиционално, туку годишно или се менуваат или слично. Затоа се ставени овде средствата. Значи не сме ограничени. И уште едно, ова 3x3 имат баскет, имат поднесено барање нешто околу организација што ќе додаде милион денари? Или во спортски манифестации традиционални имат не, окей, се ми е во ред, мислам, како настан, меѓутоа имат веќе испланирано Настан, да. настан, така? Да. Затоа се доделуваат средства. Добро. Други прашања, колеги? Колега Алмир, повелете. За ФК Пелистер ме интересира дали да пратиме барање до нив како општина, дали има некакви приходи од спонзорства, значи спонзори на ФК Пелистер, што дале некаков финансиска помош на сметката на ФК Пелистер, што ми е прво прашање. И второ прашање ме интересира дали за новата сезона, мислам, овде нема представници на ФК Пелистер, а мислам дека треба да има, пошто се работи за многу пари, дали тие имаат некоја најава за спонзорство, бидејќи мислам дека во прва лига без единствен клуб ќе видиме доколку немаме спонзор и биде 100% општински финансиран. Дали има некоја најава да се испрати исто барање, значи овие две барања ми се битни многу. И претходно кога имавме минатото лето ребаланс, кога дававме некои предлози, бевме обвинувани од колегите дека да кажеме од која ставка земаме, значи што сакаме да скратиме за да доделиме одредени пари за тоа што го предлагаме ние. Сега ме интересира да речеме за ФК Пелистер, за овие колку се точно 13,5 милиони ние што скративме, која улица ја скративме, која да речеме кој кров на училиште, кое спортско игралиште мини, кое паркче го скративме или која канализација на граѓаните ја скративме, за да ние одделиме 13,5 милиони за ФК Пелистер плюс од кај ги најавме тие пари. Значи од кај се префрлени парите 13,5 милиони за да дојат на оваа ставка трансфери до спортски клубови. Мислам дека се сеќаваат добро колегите. Бевме обвинувани да кажеме од кај да ги земеме парите, што сакате, што неќе да се направи за ова да се направи. Еве сега е прашањето што не правиме за да ги дајме овие 13,5 милиони денари на ФК Пелистер. Исто и на КК Пелистер 9 милиони. За Еврофарм нема што да дискутираме, тука имаме договор. Мислам дека овие 3,5 милиони се плюс по некоја одлука претходно за одредени успеси што ги прави клубот. И после тоа имам прашања до представниците од администрацијата, значи колку пари имаме на ставката програма за спорт. Неколку прашања се ќе ги прочитам. Само една секунда. Првите две барања сакате да влезат во записник Да, за до седница да бидат. Да, тоа обавезно. Значи тоа да расчистиме прво, да. Нека влезе. Еве ова прво прашање се одговори ако доколку може значи, тука сега. Дали има најава за спонзорства, се извинувам и дали има најава значи за спонзорства и дали до сега во ова тековна година одредени спонзори, пошто гледам дека имаме некои спонзори во ФК Пелистер. Добро. Дали има некакви приходи од тие спонзори? Андреј Борет. И сега првото прашање до администрацијата, од кај се овие пари, значи од која ставка, што кратиме ние на граѓаните за да
граѓаните исто добијат некаков плюс спорт, значи дали кратиме улица некоја, дали кратиме некој кров на училиште, некоја инвестиција, некој паркче, од која ставка едноставно ги земаме овие пари? Колега Бојковски. Благодарам, колега. За колегата, бидејќи прашува дали тогаш да, имаше предлог ребаланс минатата година и предложените финансиски средства, кажавме тогаш точно дека долго сака да се скратат од спорт, треба да кажат од која инвестициона програма треба да бидат скратени. Сега колегата, предпоставам, требаше да го разгледа добро ребалансот и да види дека буџетската рамка се зголемува за 53 милиони денари. Од тие 53 милиони денари, дел од финансиските средства одат во програмата за спорт, за образование, за култура и во програмата, односно развојната програма на општина Битола, која што е предложена и до сите материјали, до сите советници. Колегата, предпоставам, ниту го има разгледано буџетот, ребалансот, затоа прашува нелогични прашања, од каде се крати. Значи, од ниту една програма не се крати, односно, финансиските средства од 53 милиони денари, кои што ни се доделени од страна на Министерството за финансии од однос на ставката на ДДВ, се распределуваат во соодветните програми. Доколку немаше дополнителни 53 милиони денари, ќе требаше од некои ставки да се крати. Затоа ваквите прашања треба добро да се разгледуваат материјалите кои што ни се праќаат и да имаме логични прашања, да не се доведуваат во забуна ниту советниците тука, ниту општинската администрација, ниту граѓаните. Благодарам. Благодарам, колега Алмир. Значи не се нелогични прашањата, бидејќи имаме кратења ние, јас како што може да видам, јас го разгледав ребалансот предлогот, имаме кратења и кај улици, значи имаме околу 40 милиони кратење, значи не се само тие 53 милиони што го лажите народот, за јужната трибина биле 100.000 денари се ставени за јужна трибина за наставка. Јас истото и тоа го видов. Значи има кратење, тоа сакав да му кажете на граѓаните дека се кратат на улици, на канализации, на водоводи, на еден куп ставки за да се префалат овие пари. А ние не знаеме кај се трошат. Нема никаков представник тука од ФК Пелистер да ни објасни кај ги потрошиле овие, кај ќе ги трошат овие новите пари што ги даваме, бидејќи ние 100% сме собственици, имаме право да знаеме. На Еврофарм Пелистер не можеме ни да му бараме кај ги трошат нивните пари што ги можеме само за нашите евентуално што му ги даваме по договор. И сега за општинската администрација прашањата, значи колку пари имаме на ставката на програма за спорт, колку имаме пари уште останато на ставка јавни повици, на училишен спорт и спортски реквизити. Овие 4 прашања дали може да ми се одговара. Сега сакате или писмено? Значи, професионален спорт се е исплатено, училишен спорт останува 400.000 денари, беа планирани 800, меѓутоа сега пошто одлучивме нели дека ќе доисплатиме, тоа ќе биде искористено. Во делот на јавни повици, значи беа 2.900.000 за правни лица, искористени се како што беше нели оние стари барања од 2023, значи исплатено е 1.400.000 денари, остануваат 1.5 милиони. За физички лица 900.000 денари беше исплатено се 400, значи од 2023 остануваат 500.000 денари. Мислам дека тоа е и третата точка, така, за јавниот повик. Извинете, што беше другото? Спортска опрема, таа ставка имавме на јавна набавка, искористена е. Целосно, значи, се набавија реквизити за сите основни училишта. Да. Исто и ставката за палети набавени се искористена е. Студентска пракса ни е во тек. Практикантите почнаа во недел. Младинскиот центар со ваша одлука исплативме половина од средствата, нели, остануваат уште половина до крајот на годината. Благодарам. Прашања други? Колега Корлевски, повелете. Во ова спортски објекти, спортски планинарски скијачки клубови, значи според она што гледам бевме 1 милион денари. Сега му додаваме уште 2 милиони. Уште 3. Уште 3? Да. Значи на милион уште 3? Да, 4 ќе биде. Да бидат 4. Добро. Тоа е тоа. Благодарам. Други прашања, колеги?
Бидејќи немаме прашања повеќе, преоѓаме на гласање на точка број 1, програма за измена и дополнување на програмата за активности во областа на спортот и младите на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека точката е изгласана на комисија со 3 гласа за, без глас против и воздржани. И последна точка или трета точка, преминуваме распишување на јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2024 година. Вики Павел. Тоа е оној стандарден јавен повик кој што го имавме минатата година. Нели го разгледувавме како беше пред избори, беше поставен како точка на дневен ред, го имавте сите тогаш. Ако сакате, јас го имам во мене, значи кажав 1,5 милиони има за правни лица и 500.000 денари за физички лица, согласно програмата. И мислам дека доста доцниме со тој повик, така. Лани беше во мај распишан, Да, мисля, че. со сите повици да одсниме и во однос на Сдружение на граѓани, не само во спорт, бидејќи нели беше изборен период, така да. Прашања, колеги? Само се распиши ова, така? Само да се Спишува Да биде нели распишан, советот, да. да, и комисијата да ви биде комисија. распишан од петок. Председателот на совет го распишува, да, а го разгледува. Предлагаме да биде од петок веќе да се распиши. Може и од треба да кажеме, ми се чини дека и од кога, не само да го распишиме, него и од 15 дена трае, значи предлагам 5 да биде распишан. Како ќе Петти е кажете, петок, 15 дена нека треба. Петок, 5 да биде распишан. Потоа, да. Прашања околу оваа точка, колеги? Бидејќи нема прашања, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 гласа за. Гласа на трета точка. Со Значи ова- на 5.7, извинете, од на 5.7 5.7 ќе го објавиме Да, до 27, така? Да, до 20. Бидејќи исцрпен дневниот ред, комисијата ја прогласувам за затворена. Благодарам.